Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина разгледа 13 точки на дневниот ред, меѓу кои предлог програмата за јавна чистота на општината за наредната година. Даде согласност на предлог одлуката на управниот одбор на комуналното јавно претпријатие Водовод за намалување на цената на метар кубен геотермална вода. Членовите на комисијата расправаа и по предлог програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација на подрачјето на општина Кочани за 2016 година, како и по предлог одлуката за субвенционирање на градскиот превоз на подрачјето на општина Кочани. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој расправаше по 21 точка од дневниот ред, меѓу кои за финансиските планови на детската градинка Павлина Велјанова, јавната општинска установа библиотека Искра, како и по предлог програмата за активности на општината Кочани во областа на културата за наредната година и по предлог програмата за поддршка на образованието во општината за 2016 година. Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата од 11 точки на дневен ред расправаше по предлог одлуката за давање на користење, одржување и управување на објектот Кокичиња, детска градинка во село Ризари на јавната општинска установа за деца, детска градинка Павлина Велјанова. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите расправаше по предлогот за донесување локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2016 година и по предлог програмата за работа на Советот на општината за наредната година. Комисијата за здравство и социјална заштита и Комисијата за земјоделие не ги одржаа своите редовни седници поради немање на кворум. Седницата на Советот на општина Кочани, 39-та поред, ќе се одржи во петок на 4 декември.